Од утре Македонија е под топлотен бран. Особено топло ќе биде до средината на наредната недела, кога ќе биде активирана жолта фаза за високи температури, а во некои делови и региони и портокалова фаза. Од Струмички комуналец апелираат граѓаните да ја штедат водата и да ја употребуваат само за санитарни потреби, за да не дојде до несакани рестрикции во водоснабдувањето. Да во овој период, во наредните денови, да се штеди водата, да се користи исклучиво за санитарни потреби, да не се полеваат површините, зелените површини, да не се користи водата за полевање на дворови, перење на други површини и непотребно користење. Сето тоа ќе придонесе за зголемување на квалитетот на водоснабдување на сите граѓани во Слобода. Во овој апел и јавното комунално предпријатие во наредниот период ќе се воздржи од перење на улици, полевање на зелени површини во градот, се со цел да се постигне едно квалитетно водоснабдување. Од Дирекцијата за заштита и спасување апелираат до локалната самоуправа граѓаните и посетителите да внимаваат кога се на отворено. Да не се фрлаат цигари до горчиња, да не се фрла стаклен отпад и стаклени шишиња, да не се палат огнови и скара на отворен простор и во шума, да не се дозволува на децата да се играат со запалки, пламен или жар, да не се пали отпад и друг горлив материјал, да не се палат стрништа и меги. Истовремено, граѓаните да имаат наум дека почетниот пожар може да се изгасне со една чаша вода. Ако забележат пожар, веднаш да се извести територијалната противпожарна единица на бесплатниот телефонски број 193. Во соработка со Министерството за внатрешни работи и Министерството за земјоделство веќе се преземени превентивни мерки. Од март донесена е забрана за движење во шума и шумско земјиште, освен за вработените во јавното предпријатие Национални шуми. Забраната ќе трае се до нејзиното отповикување, информираат од Дирекцијата за спасување. Од таму, со цел за зачувување на шумите од 15 јули до 15 август на територијата на целата земја, Дирекцијата ја спроведува кампањата за заштита од пожари под мотото «Иднината им припаѓа на оние кои се подготвени. Природата е наша одговорност».